Индексите на Њујоршката бирза Wall Street забележаа голем пад по новото зголемување на бројот на заразени со коронавирусот. Лошиот резултат го намали неодамнишниот оптимизам дека економијата би можела брзо да закрепне од најтешката криза во последните децении. Dow Jones падна за 1862 поени или 6,9%, додека Nasdaq падна за 5,3%. Индексот Стандард и Пур паднаа за 5,9%, што е најлош резултат во еден ден од средината на март, кога акциите паѓаа нагло поради воведување рестриктивни мерки за борба против коронавирусот. Бројот на заразени со вирусот повторно расте во САД како резултат на пообемните тестирања, но и послободното движење на луѓето, како и обновувањето на деловните активности. Според официјалните податоци, бројот на заразени лица во САД надмина 2 милиона и цврсто го држи бројот на рекордни заразени лица во светот. Градоначалничката на Сиетл Џени Даркан изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп треба да се врати во својот бункер, откако тој се закани дека ќе интервенира поради автономната зона што демонстрантите ја прогласија во градот. Даркан алудираше на неодамнишното носење на Трамп во бункер во Белата куќа поради демонстрациите против расизмот и полициската бруталност поради смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд. Трамп вчера објави на Твитер дека Сиетл е превземен од локални терористи контролирани од радикалните левичарски демократи. Вратете си го градот сега. Ако вие тоа не го направите, ќе го направам јас. Ова не е игра. Тие ужасни анархисти треба да бидат запрени веднаш. Реагирајте брзо, напиша Трамп на Твитер. Инсли му порача на Трамп да престане да твита. Човекот кој во целост е неспособен да ја води земјата, не треба да се меша во прашање на Вашингтон. Престани да твиташ, напиша Инсли на Твитер. Британската влада се откажа од плановите да воведе целосни гранични контроли во Европската унија на 1 јануари, како резултат на пандемијата на коронавирусот, пренесува Financial Times. Според вестникот, членот на кабинетот Майкл Гов прифатил дека деловните субјекти не можат да се справат со проблемите кои произлегуваат од пандемијата и во исто време да се обидат да ги решат граничните прашања во периодот по Брекзит. Во оваа ситуација, наместо целосни контроли, се предвидува владата да воведе привремен полесен режим на проверки во британските пристаништа за влез на стоки од Европската унија, како во случај со Брекзит со договор, така и без договор. Сепак, министрите се согласуваат дека стоките од Велика Британија кон ЕУ веројатно ќе бидат предмет на целосен надзор кога ќе влезат во Франција.